Добродојдовте во урбаните вести. Познатите личности во Македонија деновиве интензивно се вклучуваат во така наречените работилници на радоста, со кои сакаат да им го разубават овој празничен период пред Божик и пред Нова година на оние кои за жал заради болест или друга несреќа не може да ја почувствуваат празничната еуфорија. Сдруженијето Батникови поврки е иницијатор на овие акции за изобилно дарување љубов, внимание и добри желби во овој празничен период кога радост и среќа заслужуваме сите. Во продолжение на вестите следуваат денешните настани. Отворен новиот објект на полициската станица во Ѓорче Петров. Во 2018 година бесплатно полнење на електромобилите. Отворена подрачна канцеларија за вадење документи во Карпош. Денеска свечено беше пуштена во употреба новата полициска зграда во Ѓорче Петров, опремена по најсовремени стандарди. Покрај полицијата во објектот ќе биде сместена и противпожарната единица од овој реон, во која ќе бидат сместени 3 противпожарни возила со пожарникари. Општина Ѓорче Петров денеска доби нова полициска станица, во која дел од просториите ќе ги користи противпожарната единица од оваа општина. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, кој потпиша меморандум за соработка за пробна примена на комуникацијскиот систем Тетра со министерот Спасовски, рече дека овој објект е од голема важност за градот. Меѓу другото и поради тоа што во просториите ќе биде и противпожарната единица од овој реон, во која ќе бидат сместени 3 противпожарни возила со пожарникари кои ќе ги обслужуваат. Појасни дека Тетра системот ќе овозможи еден комуникацијски канал кој ќе биде поврзан за безбедносните прашања на територијата на градот Скопје, односно онаму каде што ќе биде потребна за каква било интервенција за безбедност или за здравјето на граѓаните. Полицијата и итната медицинска помош ќе може да ги добиваат повиците на една линија. Ова станица е противпожарна, е задолжена за безбедноста на граѓаните во општините Ѓорче Петров, општината Сарај и дел од општината Карпош. Ги подобруваме значително очајните досега услови за работа на припадниците на противпожарната бригада на градот Скопје. Вложуваме во безбедноста на нашите граѓани и директно и индиректно. Сите граѓани на кои што ќе им биде потребна било каква интервенција, органите задолжени за нивната безбедност и здравје да може да ги примаат повиците на една линија. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Наумовски информираше дека на местото на старите полициски бараки во општината ќе изгради паркинг простор за возилата од околните згради, додека пак просторот кај старата противпожарна единица ќе биде преуреден во зеленило. Времено ќе доставиме барање до Министерството за внатрешни работи на местото на полициските бараки да создадеме еден паркинг со кој што ќе се реши горливиот проблем кој што го имаат деценijски околните жители кои што живеат во зградите и дополнително просторот пред црквата каде што е сместена беше во руинирана зграда противпожарната единица ќе биде расчистен и ќе се создават нови услови за нови зелени површини дополнително во зависност од буџетите и активностите на градот Скопје за проширување на булеварот Македонска војска. Објектот е комплетно опремен со сите инфраструктурни работи што се потребни за една полициска станица, како што е пристапот за возилата на полицијата, граѓаните за лицата со инвалидитет, истакна министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски и додаде дека со подобрување на условите во кои работи полицијата се гарантира безбедност и на граѓаните и на државата. Собствениците на електромобили во 2018 година ќе имаат можност бесплатно да ги полнат своите автомобили на електричните полначи во градот. И за таа цел град Скопје постави нови 4 електрични полначи. Во 2016 година според регистрациите на возилата во Скопје имало 47 електромобили, а оваа бројка во 2017 година е зголемена. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов заедно со Штефан Петер, председател на управниот одбор на ЕВН Македонија, промовираа 4 нови полначи за електромобили во Скопје, а воедно и најавија дека собствениците на електромобилите во текот на целата 2018 година ќе имаат можност бесплатно да ги полнат своите електромобили. Идејата на проектот е да се поттикне користењето возила на електричен погон, што ќе придонесе за заштита на животната
средина и да се намали аерозагадувањето во Скопје. Во Македонија, според регистрациите, во 2016 година има 80 електрични возила, од кои 47 се во Скопје, а оваа бројка е зголемена во текот на 2017 година. Корисниците секогаш ја имаат дилемата на кокошката или јајцето, дали треба најпрво да се купи електрично возило, па потоа да се постават полночи или обратно. И токму затоа ние сакавме да одговориме и да олесниме таа работа, токму затоа постави Ева на Македонија полночи во градот Скопје. Ако ќе видиме дека тие веќе не ги задоволуваат потребите на граѓаните и има се повеќе електрични возила, тогаш уште повеќе ќе расшириме мрежата на електрични полночи во градот Скопје. Градоначалникот на град Скопје Петре Шелегов истакна дека целта е наскоро и јавниот превоз да користи електрична енергија, со што во голема мера ќе се намали загадувањето во градот. Во буџетот за 2018 година се предвидени субвенции од 100 милиони денари за набавка на електрични автобуси. Поставувањето на овие 4 полночи е символичен чин во насока на поттикнување на масовна употреба на електромобилите. Наша заложба е што поголема употреба и на индивидуално и на колективно ниво. Целта наша е наскоро и јавниот превоз да користи електрична енергија, со што во голема мера ќе се намали загадувањето. Во буџетот во 2018 година планирано е субвенционирање од 100 милиони денари на јавното сообраќајно предпријатие за набавка на зглобни електрични автобуси. Наскоро се надеваме дека на скопските улици ќе можеме да видиме и електрични такси возила, возила за дотурна роба и други видови превозни средства на електричен погон. Ќе работиме и со владата на нови законски решенија кои што ќе поттикнат и овозможат поширока употреба на електричните возила. Електромобилноста има позитивно влијание за околината, особено за Скопје, каде што аерозагадувањето е на високо ниво. Отворена подрачна канцеларија на Управата за водење на матични книги во општина Карпош. Во оваа канцеларија жителите на Карпош ќе можат многу поедноставно, полесно и побрзо да ги вадат потребните документи. Подрачна канцеларија на Управата за водење на матични книги, која ќе функционира на територијата на Карпош, денеска ја отворија градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев и директорот на управата Ѓоко Котевски. Во оваа канцеларија жителите на Карпош ќе можат многу поедноставно, полесно и побрзо да ги вадат потребните документи и метежот кој досега се создавал во оваа институција ќе биде минато. На овој начин граѓаните на општина Карпош ќе ги избегнат оние стандардни турканици по шалтерите и по институциите, а дополнително оние граѓани на општина Карпош кои што се родени во некои од другите градови, нема да треба да одат во другите градови за да ги вадат овие изводи и документи, туку ќе можат да го направат тоа тука. Продолжуваме ние и понатаму, секаде каде што можеме заедно со Управата за водење на матичните книги, да продлабочуваме соработката се со цел да бидеме од помош на граѓаните на општина Карпош. Директорот на Управата за водење на матични книги Ѓоко Котевски нагласи дека после аеродром општина Карпош е втора локална самоуправа во која се отвора подрачна канцеларија и оти целиот овој проект е дел од владината програма 369 со кој се предвидува институциите на системот да бидат подостапни до граѓаните. Целта е, како што кажа градоначалникот, да се намали притисокот на граѓаните и турканиците на шалтерите во стара комерцијална банка, кај што е подрачното деление на управата Скопје, со тоа што во побрз рок на издавање ќе бидеме подостапни за граѓаните на општина Карпош. За оваа година толку, во наредната година план е отварање на матично подрачје Бутел, со тоа што ќе како што кажа, ќе бидеме подостапни за граѓаните на град Скопје и на Република Македонија. Во ова подрачно оделение граѓаните ќе можат да вадат извод од матична книга на родените, извод за матична книга на умрените, како и венчален извод. Една од мерките кои град Скопје ги презема со цел намалување на загадувањето е воведување на забрана за достава на стока во периодот од 7:30 часот наутро до 18 часот навечер. Забраната ќе важи до 31 март. Забрана за доставување стока во периодот од 7:30 наутро до 18 часот од 1 декември до 31 март на потисното градско подрачје со цел намалување на загадувањето, донесе Советот на град Скопје.
Од град Скопје информираат дека согласно одлуката за организирање и дефинирање на условите, доставување на стока ќе се врши во периодот од 18 до 7 часот и 30 минути следното утро, со запирање и паркирање не подолго од 15 минути. Одлуката е предвидена и со препораките на интервентна акцијска група за итните мерки против загадувањето на воздухот од 15 декември 2017 година од страна на владата на Република Македонија. Град Скопје ги информира сите засегнати страни дека секторот за сообраќај ќе изврши усогласување на издадените одобренија, повлекување и издавање на нови одобренија во согласност со одредбите од одлуката. Одлуката влегува во сила од денот на објавување во службен весник на град Скопје. Со истражувањето спроведено во текот на минатиот месец, во кој беа опфатени повеќе од 900 трговски објекти во 7 индустрии, тајните купувачи на SWOT Research ги избраа најдобрите трговски објекти во Скопје за 2017 година. Град Скопје и агенцијата SWOT Research по 11 пат извршија избор за најдобри трговски објекти, активност која што и оваа година се реализира во рамки на проектот Месец на трговијата. SWOT Research преку својата мрежа на тајни купувачи ги оцени трговците според примарните критериуми и според оценките избрани се најдобрите 3 трговски објекти во повеќе дејности, кои ќе добијат признанија за својот квалитет и престиж. За трговски објекти за 2017 година во категоријата апарати за домакинство, бела техника и се за дома се избрани Агротехна, Горење и Гроскомерц. Во категоријата модни додатоци и накид Сигма, Тесоро и Ариете. Во категоријата компјутерска, аудио, видео и телекомуникацијска опрема АМЦ, Анходж, PC Market и Дуна Истор. Најдобри во категоријата парфюмерија и козметика се Локситане, Рима, Мак Козметик, а најдобри салони за мебел според оценката се Леснина Ми, Акрон и Прима Мебел. Гранап, Жито и Рептил се најдобри во категоријата супермаркети, а од бутиците City Fashion, Pierre Garden, Полен Шарк и Кегишус. Со истражувањето спроведено во текот на минатиот месец се опфатени повеќе од 900 трговски објекти во 7 индустрии, односно категории. Оценките се врз основа на критериумите, изглед на продажното место, прв контакт со посетителите, услуга на купувачите, продажни вештини на вработените и завршен контакт. Со цел подобрување на соработката помеѓу граѓанските организации и локалните самоуправи, Општина Аеродром објави јавен повик за финансиска поддршка на граѓански организации кои работат во областа на демократијата. Во Општина Аеродром во тек е јавен повик за финансиска поддршка на граѓански организации кои работат во областа на локална демократија, креирање и спроведување јавни политики на локално ниво и соработка со локални самоуправи. Повикот, како што информираат од општината, е наменет за граѓанските организации кои ќе предложат иновативни проекти за подобрување на соработката меѓу граѓанските организации и локалните самоуправи. За таа цел апликантите задолжително треба да имаат партнер, локална самоуправа или центар за регионален развој. Повеќе информации за отворениот јавен повик може да се најдат на интернет страницата на проектот localnademokratija.mk, а пријавите може да се доставуваат најдоцна до 24 декември. Главна цел на проектот е да го зајакне влијанието на граѓанските организации во јавните политики на локално ниво. Јавниот повик се реализира во рамки на проектот Граѓански организации во служба на локалната демократија, кој го спроведуваат Европската асоциација за локална демократија, Сдруженијето на финансиски работници на локална самоуправа и јавните предпријатија и Европското движење во Република Македонија. Во петок на 22 декември, Драмски театар ќе ја промовира новата представа Лет над кукавичкото гнездо во режија на Ристо Алексовски по текст на Кен Киси. Представата според директорот на Драмски театар Сашо Тасевски представува слика на македонскиот синдром на заробеништво. Лет над кукавичјото гнездо, представа по текстот на Кен Киси во режија на Ристе Алексовски, премиерно се игра в петок во 20 часот во Драмски театар. Главниот лик Мек Марфи го игра виде директорот Сашо Тасевски, сестра Реджит е Емилија Мицевска, а во екипата се и Сонја Стамболџиоска, Благој Чоревски, Диме Илиев, Златко Митрески, Ѓорги Тодоровски, Ненад Нацев, Игор Ангелов, Предраг Павловски, Игор Георгиев, Мелита Софрониоска и Александра Павлова. Тасевски денес кажа дека оваа представа нуди одговор на секојдневната македонска реалност, од која само ретки успеваат да избегаат, и додаде дека представата е подготвена да гостува на театарски фестивали од кои очекуваат и награди.
Зошто се решивме за летот над кукавичето гнездо? Затоа што ние долги години живееме во едно такво гнездо. Најмногу благодарение на тоа што самите си го изградивме тоа кукавичко гнездо, тој затвор во кој што се наоѓаме и од кој што само ретки птици понекогаш успеваат да излезат од таа жабокречина или пак да ни покажат како навистина човек треба да размислува автентично со своја глава, да си го кажува своето мислење. Ние таквите ликови кои ги препознаеме во нашата јавност, обично веднаш ја градиме околу нив аура на херои, нешто што во некоја нормална држава се подразбира дека човек треба да си го каже своето мислење. Гледачите овој пат навистина ќе имаат нешто посебно да видат, пред се големи актерски креации. Се надевам дека оваа представа, ако отиде на некој од фестивалите, домашни или странски, навистина дека некој од овие актери тука, сигурен сум ќе се закити со некоја награда за актерско остварување. Според режисерот Алексовски, летот е представа која го проблематизира прашањето кој е всушност луд и што представува лудоста сама по себе. Во овој луд свет во кој што живееме и станува се полут и полут, пробавме да се одгатнеме едно едноставно прашање. Што или кој е всушност луд? И што представува лудоста по себе? Ѓорги Тодоровски, кој во представата го игра ликот на Мартини, вели дека целокупната драмска екипа во потполност се соживеала со ликовите од представата, што представува одличен показател на добра соработка која публиката ќе има можност во петок да ја види. Тешко е 2 сати и 10 на минути да видиш различен и да видиш во свој свет. Тие што ќе гледат представата ќе видат сите тие се заедно, ама ова е во некој своја како се вика аура, затворен некај на друг свет и се што се случува, она што кај другите може да предизвика некаква реакција, кај овој човек што јас го играм нема реакција, но не таму некаде, ако се овие тука, тој е куз некаде. И нема никој. И секојаш сака се фати за некој да се залепи до него, да му пружат малку љубов, он е тотално аут од све. Се надевам дека влеговме во ликот, дека јас не во фалба едно момче тука ми рече, вика, јас мислев дека си ти, вика, тако, викам, фала, викам. Не сум тако, викам, ама добро е што тоа е добар комплимент. На сценографијата и костимите работеше уметникот Ѓорги Јовановиќ, а музиката е на Милан Димушевски. Репризите се на 23 и 27 декември. До крајот на работната недела следува период на претежно сончево, суво и студено време со слаб до умерен северен ветер. Утрата ќе бидат најстудени во четврток и петок. За време на викендот се очекува ново зголемување на облачноста, проследено со повремено засилен северен ветер и повремени врнежи претежно од снег, особено во западните и северните делови.
И уште една сервисна информација пред да се одјавиме. Утре од 9 до 12 часот без електрична енергија ќе останат корисниците од делодолицата Емил Зола, Иван Козаров, Борис Трајковски, како и делодолицата Киро Крстевски, делодолицата 553 и делодолицата Виктор Иго во општина Киселовода. Од 9:30 до 12 часот и 30 минути без струја ќе бидат корисниците од делодолицата Дане Крапчев и делодолицата Мајаковски во општина Центар. Од 12 до 16 часот без струја ќе бидат корисниците од делодолицата Балзакова и Дренак во општина Киселовода. Со оваа информација ви заблагодарувам за вниманието. Имајте пријатна вечер со нашата програма. Довидување.